Постојаниот развој на стопанството во Македонија од ден на ден бараше, а и денес бара, се поголеми количества нафтени деривати за задоволување на потребите на индустријските капацитети од енергетски горива, кои пак посебно се важни за развојот на хемиската индустрија. Стручните анализи за потребите од нафтени деривати во овој дел од земјата, кои своевремено беа вршени, недвосмислено укажуваат на тоа дека големата оддалеченост на рафинериите од другите делови од Југославија, сакали или не, со текот на времето негативно ќе се одрази врз редовноста и економичноста во снабдувањето на стопанските организации во републикава со нафтени деривати. Со оглед на ваквите состојби, од година во година се повеќе созреваше потребата и идејата за изградба на рафинерија во овој дел од земјата. Па кон крајот на 1970 година, неколку поголеми организации на Сдружениот труд од републикава со помош на деловните банки формираа конзорциум за изградба на рафинерија. Договорот за основање на конзорциумот за здружување средства за заедничко вложување за изградба на објекти за производство и промет на течни горива и мазива и транспорт на сурова нафта го потпишаа Вардар увоз и извоз, Железничко-транспортното предпријатие Скопје, Стопанска банка Основна банка, Стопанска банка Здружена банка, Органско-хемиската индустрија на Неумовски Борче и Мак Петрол сите од Скопје. Со тоа всушност започнаа забрзани подготовки за изготвување на потребната документација, а во 1975 година е донесена одлука за изградба на рафинеријата. Веќе во 1978 година почна да се гради овој мощен значаен стопански објект. Објектот е лоциран на 25 км оддалеченост од Скопје, на левата страна на автопатот Братство Единство во насоката Скопје-Куманово. Теренот на кој се градеше рафинеријата Скопје беше ридест, без посебно организирано земјоделско производство, со што се избегнати поголеми трајни штети во оваа друга стопанска област. За да се доведе теренот во состојба за градба, беше потребно да се преземат пообемни градежни зафати, нивелација на земјиштето, изградба на пристапни патишта, изградба на индустријски колосеци, канали, надвозници и друго. Во октомври 1975 година почнаа првите градежни работи, што ги изведуваа скопските градежни работни организации Пелагонија и Бетон. По изведувањето на подготвителните работи, започна изградбата на главните проектни решенија за изградба на фундаментите врз кои подоцна се монтираа резервоарите, колоните, турбините, компресорите, котлите и другата опрема. Сето тоа требаше да се изгради во определени рокови и со врвен квалитет. На овие фундаменти подоцна е монтирана опрема тешка над 44.000 тони, во вкупна вредност од 5,7 милиарди динари.
Во состав на рафинеријата, како комплексен објект, влегуваат повеќе технолошки единици, од кои секоја за себе представува целина, но сите меѓусебно се технолошки поврзани и го обезбедуваат нормалното одвивање на технолошкиот процес, преработката на суровата нафта во нејзини деривати. Процесните постројки се основните технолошки единици во кои се преработува суровата нафта и се добиваат потребните фракции, наменети за натамошно добивање на финалните производи. Основната и помошната технолошка опрема за овие објекти е набавена од Советскиот сојуз, а монтажните работи ги изведоа 30 на работни организации од нашата земја, обединети преку Инженеринг, организацијата Макметал од Скопје и Прогрес Инвест од Белград. Монтажните работи бараа ангажирање на искусен стручен кадар, бидејќи условите во кои работеше оперативата беа специфични, а беше потребен врвен квалитет. Квалитетот беше постојано контролиран во соработка со стручњаците од испорачувачот на опремата и според технолошката документација, како и од надзорните служби на инвеститорот, работната заедница на рафинеријата. Покрај процесните постројки и термоенерганата, изградени се 57 резервоари од разна големина, потребни за складирање на суровата нафта, меѓу производите и готовите производи. Особено макотрпна и одговорна задача беше монтажата на цевниот развод, бидејќи требаше да се монтираат над 6000 тони цевоводи со разни димензии и истите да се заварат. При тоа беше посебно испитувано секое заварување.
За снабдување со електрична енергија и водена пара на рафинеријата изградена е термоенергана со капацитет за производство на електрична енергија од 16 мегавати. Ова производство се обезбедува со 3 котли, 3 турбини, постројка за хемиска подготовка на вода и трафостаница. Благодарејќи на овие постројки, рафинеријата во однос на енергијата е независна од надворешни извори. Секторот за контрола на квалитетот, односно лабораторијата за сурова нафта, процесната лабораторија и лабораторијата за готови производи, како своји главни задачи ги имаат контролата на квалитетот на суровата нафта, квалитетот во рафинериското производство и целосното и точно утврдување на најкарактеристичните и неопходни хемиски, физички и експлоатациони особини на произведените нафтени деривати. Лабораторијата започна со работа пред пуштањето во погон на првата фаза на рафинеријата. Имено, уште со пристигнувањето на првиот танкер со сурова нафта од Ирак во Солунското пристаниште, беше обезбедено потребното количество мостра од нафтата, врз која вработените од лабораторијата ги извршија потребните анализи и се запознаа со работата на лабораториските апарати и инструменти. Уште при изградбата на рафинеријата, а посебно со незиното пуштање во работа, особено внимание им се посветува на еколошката заштита, на заштитата при работа и на противпожарната заштита, што е сосем разбирливо и на место, ако се имаат предвид специфичностите и карактеристиките на објектот. Тргнувајќи од технолошката подготвеност на објектите на рафинеријата и од потребите на пазарот за енергетски горива во тој период, беше решено активирањето на објектите да се одвива во 2 фази. Во првата фаза беа активирани постројките за примарна преработка, што на пазарот му ги обезбедија нафтените деривати, како што се мазут, дизел горива, примарен бензин и масло за грејање во домаќинствата. Квалитетно завршените изведувачки работи, навреме преземените активности за обезбедување стручен кадар, за неговата обука и специализација за водење на сложените технолошки процеси и за квалитетно извршување на контролата на квалитетот, вродија плод. Првата фаза на рафинеријата успешно стартуваше во октомври 1982 година. На голема радост на вработените, веќе првите литри нафтени деривати од новата рафинерија целосно ги задоволуваа барањата на југословенските стандарди. Активирањето на постројките од првата фаза беше голем настан и предизвик за сите 1400 вработени во рафинеријата за сурова нафта Скопје, бидејќи тие за прв пат се сретнаа со технологија од ваков вид, за која не постоеше претходно практично искуство во нашата република, а обезбедувањето стручен кадар со претходно искуство во доменот на преработката на нафта надвор од републиката практично беше невозможно.
Свеченото пуштање во работа на првата фаза го изврши на 13 ноември 1982 година тогашниот председател на Собранието на Социјалистичка република Македонија Бошко Станковски. Само една година подоцна, при крајот на ноември 1983 година и во почетокот на декември, беа добиени првите количества бензин од 86 октани, а во втората половина на декември се произведени и првите количества бутан пропан газ и бензин од 98 октани. Исто така, од ноември 1983 година во рафинеријата Скопје се произведуваат течен и гасен азот и кислород, а исто така и водород. Со тоа всушност е заокружен конечниот проектиран техничко-технолошки профил на рафинеријата, кој овозможува производство на примарен бензин, моторни бензини од 86 и 98 октани, дизел горива D1, D2 и D3, мазут, масло за грејење в домакинствата, течен нафтен газ или бутан пропан и некои други специфични видови нафтени деривати во помали количества. Така беше крунисан со успех огромниот труд што го вложија градителите на овој по многу нешта крупен и сложен објект, за кој комплетни проекти и околу 70% од вкупната опрема се испорачани од специјализирани организации од Советскиот сојуз, а изведувачи на работите беа над 30 домашни специјализирани организации. Околу 24% од опремата се обезбедени од домашни производители, а само 6% се набавени од западните земји. Вкупната инвестициона вредност изнесува околу 5 милиарди и 700 милиони динари. Објектот зафаќа површина од околу 134 хектари, од кои на површина од околу 100 хектари се изградени над 200 објекти, во кои е вградена опрема и материјали од над 44.000 тони. Ископани се околу 2,3 милиони кубни метри земја, вградени се над 1000 километри кабли, изградени се неколку десетици километри патишта и канализациона мрежа и така натаму. Така, на некогашната ридеста ледина изникна рафинеријата, современ индустријски објект, еден од поголемите и позначајни во нашата република. Со пуштањето во погон на Скопската рафинерија, стопанството на Југославија, а особено стопанството на Социјалистичка република Македонија, јужниот дел од Социјалистичка република Србија и Социјалистичка автономна покрајина Косово, добија објект што значително ги намали проблемите околу снабдувањето со нафтени деривати и создаде основа за развој на петрохемиската индустрија во овој дел на Југославија. Со тоа беа остварени очекувањата токму на оние кои ја поттикнаа, а со здружени сили и ја реализираа идејата за изградба на овој значаен индустријски објект. Советот на рафинеријата на седницата одржана на 24 октомври 1983 година донесе одлука со која 13 ноември е прогласен како датум на целосното завршување на изградбата на објектот, а истовремено и за патронен празник на работната организација.